Добро вечер, почитувани гледачи, во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер ќе зборуваме за здравиот начин на исхрана и здравиот живот. Во време кога пием 10 частичките одат многу нагоре, велиме дека се штетни за нашето здравје, храната може да ни биде лек. Мој вечерашен гостин и ваш гостин е господјата Цвета Динева, нутриционист, со која што ќе говориме за потребата од здрав начин исхрана. Добро ни дојдовте. Добре ве најдов. Тема секогаш актуелна и луѓето се повеќе се интересираат за тоа како на кој начин да си дојдат да си го заштитат своето здравје и покрај овој воздух што не гуши и тука во Велес и во Скопје. А јас често пати велам, воздухот во Скопје не можам да го сменам, ама можам трпезата дома да ја сменам, јас тоа го направив пред 17 години. Значи, со промена на видот на храната дома и не само дома, воопшто, во мојот живот и да не сум дома. Значи, како ја променив храната, видот, и како променив начин на исхрана, значи, кога што јадам, како јадам сега, тоа звучи некако многу комплицирано, всушност е многу едноставно и просто, затоа што тоа што во почеток треба, морам да го правам, веќе мене ми е дел од мене и тоа сум јас. Значи, дефинитивно и tekako промената на начинот на исхрана и промена на видот на храната ќе значи многу голем придонес во однос на она чување на сопствено здравје и покрај ваков нечист воздух и покрај вакви стресови што не снаоѓаат на секој отварање на телевизија, слушање вести или што и да е. Нели, секогаш сме луѓе со емоции, со ум и тело. Сето тоа може ние да го сите овие стресови, доживувањето на истите да го намалиме ако не си правиме така наречен оксидативен стрес преку уста. Оксидативен стрес е за жал присутен во секојдневие и кај младите и кај повозрастните. Ставање во уста, односно јадење на храна која не соодветствува на нашиот организам, која не е дел од природата, на дневно ниво кога внесуваме таква храна, ние правиме така наречен оксидативен стрес во нашето тело. Една погрешна хемија во телото. Ден за ден правиме загадување, интоксикација на нашите клетки. Луѓето тоа може да го приметат кога имаат премногу алергии, нередовна столица, значи на 2-3 дена столица, кога имаат чести настинки во овој период од годината. Значи, тоа се тие манифестации што кажат, застани, стоп, немој да ме загадуваш, дај ми она што ми треба, дај ми да бидам нешто што ќе трае долго, ама ќе трае долго здраво како што треба. До нас е решението. Моето здравје, Дијана, зависи од мене и од никој друг. Значи, јас можам собственото здравје да си го чувам, да, со тоа што ќе внимавам, да не излегувам на нечист воздух, значи, одбранбен механизам ќе си направам тука, но најголемиот чекор можам да го направам со тоа што ќе си го сменам начинот на исхрана. Јас пак ќе кажам, јас го направив тоа пред 17 години и од шака лекови тогаш што ги примав, а бев помлада за 17 години, сега од тие лекови ништо не примам и јас сум тоа што сум. И сега, нели, живи луѓе некој пат ќе ти се случи да се поднастидеш, но не и да качиш температура 40 и не знам колку и да не можеш од кревет да излезеш долго време и така натаму. Да. Еве да кажеме што сега е најдобро да конзумираат во овој временски период кога и грипот си го зазема така своето место. Нели, слушам во Велес сега болниците полни, а горе доли во Скопје. Значи, што можеме да превземеме? Многу можеме да превземеме, значи, преку ноќ промени не може да направиме, но во континуитет да. Но баш во овој период на годината ќе кажам следно. Како и секогаш природата е најмудрата. Бог е најмудар. Дава она по зелените пазари што сега треба да го конзумираме. Ние треба сега во овој период на годината го јадеме она овошје што ни се наоѓа на пазарите. Јаболкото е доминантно и ефтино бамбадијава, што викам јас. Покрај јаболкото имаме и, нели, киви, јапонски јаболка кои се многу исто така корисни за нашето здравје. Потоа имаме круши, имаме јужно овошје, портокали, мандарини, лимони, бананите, се она што ни е понудено на зелените пазари дома да се внесе. Но многу е битен зеленчукот. Се вика нема зеленчук, нема салати, што се јаде, не е точно. Баш во овој период на годината се дадени оние трупките под земја што растат, кои акумулирале енергија, сончева енергија,
акумулирале и ние истата таа ја примаме преку нив. Цвеклото, морковот, вие јеролмази ги викате во Велес, си ги научив многу изрази велешки. Значи, и сите трупки други што растат под земја, нека бидат заедно со зелката искомбинирани во наручекот како свежа салата. Па секој ден ваква салата, верувај ми, наручек барем да имаме, а да не зборувам и навечер плюс некоја топла супа од зеленчук. Значи, тука го чуваме здравето. Зошто? Му давам на моето тело она што му треба, она што го бара. Му давам ензими, му давам алкален pH фактор, да направи база киселина рамнотежа. Му давам енергија, биоактивна енергија. Во свежото се крие енергијата. Под микроскоп, кога се гледа свежо јаболко или свеж морков, вака вибрира енергијата. Обработи го истото тоа морковче или јаболко термички, ти немаш енергија. Енергијата е нула, нема вибрации, нема ништо. Значи, акцентирам многу свежа храна во овој период на годината, дури ако треба, за да го зголемиме нивото на внес на свежа храна, да си правиме и блендирани сокови, а горе-доле веќе јас чинам дека секој семејство веќе има таков некој блендер. Или не мора блендер, ќе изрендам јас фино на ренде обично зеленчук или овоше било што и ќе си направам тие свежи, овошни или зеленчукови каши. И тука добивам многу. Лукот, празот, кромидот, да не кажам дека треба да бидат присутни на дневно ниво. Тие се чуварите на нашето здравје. Покрај ова свежото и сушеното овоше, и јаткастото овоше треба да си земат место во овие зимски денови. Водата да не ја заборавиме, подрагоцено нешто од неја нема. Вода, цеден сок, цедено лимон со вода, некој чајче во овој период на годината и ние на тој начин правиме една превенција од било какви заболувања. Зошто? Затоа што сум обезбедила енергија, ензими, алкалност на моето тело, сум обезбедила редовно празнење на дебело црево, иако од столче на столче се селиме, нели, од работа во кола, од кола дома, пак нешто не сме многу за жал подвижни. И покрај тоа нема да го имаме проблемот со обстипација ако на овој начин се храниме. Ако доминира водата како напиток, доминира свежата храна преполна со растителни влакна, кои што се најголемиот добробит за нашите црева, а од дебелото црево тргнува нашето здравје или нашата болест. Велите водата, многу пати ја спомнавте. Која е количината која што минимум треба дневно да се испи? Значи има некои нормативи направено. Доктор Батман Хеличка напиша книгата со наслов "Вашето тело не е болно, вашето тело е жедно". Значи тоа е светски бестселер и тој има некои нормативи кои гласат вака: на секој 10 кила телесна тежина збориме за оптимални временски услови, нити многу жешко, нити многу студено. Значи, на секој 10 килограми се пие чаша вода од 250 милилитри. Па да речеме, еден човек од 100 килограми, 2,5 литра би требало во денот да пие. Многу е битно Дијана кога се пие водата. Значи, водата кога ручаме, готвено јадење, солено, нели, јадење, вода не смее да се пие ни капка. Чекаме после тој ручек или вечера, што и да е, чекаме 2 часа најмалку, па дури и 3, па да ја пиеме водата. Зошто? Затоа што ако пиеме вода, дури јадемо готвено јадење, ние ќе го успориме процесот на варење на храната. Зошто? Затоа што кога јадам јас некоја храна, желудникот си лачи своите сокови, ензими, електролити, како сакаш, за да ја ствара таа соодветна храна. Риба и салата сме јадели, сега таа е во желудник и полека желудачните сокови треба да ја ствара таа храна. Јас ако пијам вода, што им правам на тие сокови? Ги разредувам, така? И може ли разредена течност да ја свари храната така ефикасно како кога си е концентрирана? Не може. И затоа вода не треба да се пие со јадењето и по јадењето. Возрастните може да пијат црвено вино, кое го помага варењето на храната, или да пијат чај нане или чај кантарион со малку ѓумбир, 2-3 капки лимон и тоа ќе помогне во варењето на храната. Ете течности кои би ги препорачала со ручекот и по ручекот, но сок никако, вода чиста никако. Водата се пие во рамки на утрински часови највеќе, заедно со свежото овоше. Јадам да речеме јаболко од сабајле или банана или круша, смокви суви или урма и си пијам вода заедно со овошето. Тие си се дружат меѓу себе.
водата и овошјето. Паралелно се зимаат и тогаш ефектот на енергијата што ја добиваме од оваа комбинација е феноменален. Тогаш шеќерот не го качуваме во крвта од овошјето, туку водата го балансира моментот на повишување на шеќер и ние добиваме една добитна комбинација. Значи, ја пијам вода, јадам свежо овошје, јаткаст, свеж јаткаст, значи несолени, непечени јатки или семки, било што, и некоја суво овошка и до 12 саат тип-топ најадена, со енергија невидено. Пред некој ден на интернет можеше да се прочита една изјава на битолски земјоделец кој што вели од кога нутриционистите ги препорача семките за тикви се препородив затоа што нели тргна бизнисот. Да, му тргна бизнисот. Колку се тие значајни семка од тиква? Тоа не е многу нели скапо ако имаме во предвид колку коштаат нели оревите и другите јаткасти плодови, сепак семката од тиква е многу подостапна. Значи јас тука ќе дадам една информација во Словенија да речеме, маслото од семки од тиква кое го викаат бучно улје, значи е нешто што е најприродно и нормално што се прави во селските средини. Значи таму тоа масло од семки од тиква се користи редовно, семките од тиква се користат редовно и житарката хелда. И сега, вика, процент на заболени од простата во Словенија е на минимално ниво. Има и други држави, ама јас ова конкретно го знам како информација во Словенија. Инаку и словенците пијат алкохол од секогаш мажите, па и како и да е. Сакам да кажам, по дефолт би значило дека би требале да имаат проблем со простата. Немаат. Заради присуството во секојдневие на семките тиква и на маслото направено на база на тие семки тиква. Семките тиква се пребогати со есенцијални масни киселини, пребогати со цинк, кој што е од витално значење за проблемите кај мажите. И би можела да кажам дека се вити на афродизијак за мажите, прават квалитетна сперма, па така да оние мажи што сакат татковци да станат, не е лошо на дневно ниво да си јадат семки од тиква и не е лошо и масло ладно цедено на база на семки од тиква. Тоа се едно богатство. Значи тиквата како таква исто така е многу полезна да се јаде во овој период на годината, дали печена, дали напарена, но да не се зашекерува. Доволно е шеќерот што таа самата во себе си го содржи и да се ужива во вкусот на кога се конзумира навечер обично. Знавам кога не викам немојте солено навечер, подобро е нешто безсолно, а вкусно е, па тоа е тиквата печена. Во најново време имаме и еден убав производ, прекрасен и здрав, сладкиот компир, кој го има во 3 врсти, како бел, со лила боја и портокалова боја. Исто испечен сладкиот компир, во вечерни часови да се конзумира е благодет. Пуканки да се испукаат навечер, без сол да им се стави. Еве, ако сака некој да ги јаде со овкусени, со малку мед така, ни самите пуканки, добиваме нешто што е прекрасна грицка за пред телевизија, кога сме или било како во муабет и така, а многу корисна грицка, затоа што е полна со Б витамини и така натаму. Значи, имаме мал милион здрави варијанти наместо ние опасни грицки со трансмасти, како што се смоки, како што се чипсови, пресолени, трансмасти, нешто што ќе те подува, нешто што ќе ти го качи притисокот, ќе ги качи и триглицеридите и холестеролот во крвта. Добро е и убаво е нели вака да ве слушаме, меѓутоа она што е најново, што зборува за вашата работа е книгата која што неодамна ја промовиравте и во Велес. Секој некој што ја има во својата рака може нели да ја препрочитува па да се навраќа на вашите совети. Од каде ви идеја? Од каде имаме ли потреба за едно такво четиво да го имаме во сите домашни библиотеки ни? Јас кога ја напишав книгата, тука го преточив сето мое работење, моето знаење, моето искуство со илјадници членови поминати низ диет клубот и што поминуваат до ден денес. На наједноставен начин ги опишав најважните работи во тоа во што се содржи во здравиот начин на исхрана, што е тоа за да бидам јас здрава, да имам здрава долговечност и што велам јас не ќем бргу да стареам. Како што јас не ќем бргу да стареам, сигурно никој не сака бргу да старее. А не старееме бргу ако сме здрави. А за да бидеме здрави треба навистина
да се погрижиме, да вложиме во тоа. А што можам да вложам? Пак ќе кажам, да променам начин на исхрана. Во книгата на наједноставен начин е опишано ова што го говорам со години наназад, но исто така има и рецепти во кои стои како да се подготват до десерти и се од наше поднебје, значи нема ништо непознаница со некои продукти надвор од нашето поднебје, се си е најнормално и да се свати дека здраво подготвената храна е нешто што е многу вкусно, не е нешто од кое треба да се згрозуваме дека треба да го конзумираме. Јас мислам секој ден што ќе ја фати во раце таа книга ќе се залюби во тоа четиво и тоа четиво ќе биде секогаш присутно во кујната заради моментите следни, правила, колку треба пати да джвакам, кога водата да ја пијам. Значи се е напишано на многу едноставен начин. Сушност, целата мудрост е во едноставноста. Вистината е присутна каде што е едноставноста присутна. Се што е сложено, компликувано кажано, веруете, тука вистината се губи. Статистиката покажува дека и во Македонија процентот на млади деца или во училишна возраст кои што имаат повеќе килограми од некои што се потребни е голем и во Македонија. Стануваме земја со... Па нормално е кога доминира така наречената фаст фуд храна или брза храна во секојдневието и во училиште децата се на брза храна, тука се подразбираат и банички буреци, кифли, гевречиња, јогурти, а да не изборам тостови, хамбургери и така натаму, дома доаѓаат јадат пак нешто такво, спржено, пици, макарони, шпагети, салати нема, овошето не е присутно и како сакаме да немаме деца со зголемена телесна тежина или обратно некои имаат напротив исклучително ниска телесна тежина, тие се помалку. Треба да има дефинитивно програм во училиштата, а и во предучилишните установи во кои ќе се учи предмет хигиена на исхрана. Хигиена на исхрана од мали нозе ако се учи во училиштата, тогаш веќе поинаку децата ќе го сатат моментот на здравата храна. Зошто? Затоа што дома, за жал, во онаа келија најосновната која што треба да ги дава сите основни сознанија во животот на своето дете, тука затајува, родителите брзаат на работа, изморени се враќаат од работа, ги носат децата на било какви секции, дали е тоа на англиски, на математика, на пливање, на не знам што, а не се води грижа што тоа дете денес конзумираше, која хемија внесе во устата, дали направи така наречен оксидативен стрес, дали зема нешто корисно, дали зема нешто што ќе му даде добар имунитет, да не ми се разболува детето еднаш месечно задолжително, а по некој пат и 2 пати во месецот. Значи, некако тие моменти доведуваат до размисла дека во училиштата дефинитивно мора да се стави еден таков предмет за едукација, па макар бил и факултативен. Тоа ќе помогне многу на децата пред се, а секако ќе дојде време кога децата ќе ги учат родителите што е здрава храна и како треба да се однесуваме за најглавното нешто. Само здрав човек може да биде исполнителен во училиште, на работно место, да се надгради во својата едукација понатаму во животот. Значи, човек кој има одредена болест, главната грижа ќе му биде да оздравува. Тој не може да биде исполнителен во ниеден единствен момент. Или она семејство што има болно дете, па целата енергија тука ја насочуваат. Ние немаме само дебели деца, имаме ден за ден се поболни деца од болести кои до вчера беа автентични за над 40 годишна возраст, а сега веќе ги имаме и до 20-тата. За жал, рак на дебело црево присутен и кај деца по 20 години. Страшна работа. Ние многу се уште лежерно се однесуваме во однос на она здрава храна. Јас немам членови кај кои се третира само дебелината. Ние веќе над 70% имаме членови во диет клуб кои доаѓаат за да си го средат сопственото здравје. Покрај на медицинска терапија што ја примаат, не може таа да ја помогне ако и понатаму причинителот се внесува низ уста. И тука во таква една синергија, значи здрава исхрана, суплементи органски, односно додатоци во исхраната органски, и она медицинска терапија, и полека утре задутре да видиш ти така како лекарите ја намалуваат таа медицинска терапија. Зошто? Зашто доаѓа до одлично подобрување на здравствената состојба
на секој еден кога ќе промени исхраната. Нема оксидативен стрес, нема болести. А оксидативниот стрес, рековме, се содржи во се она што ќе го купиме амбалажирано, отвори, стави го во уста. Пред 15 години многу луѓе започнаа да ги користат услугите на нутриционистите, но малкумина тогаш кажува: сега како да стана помодарство, секој човек да има свој нутриционист. Па сега вака, на фризер одиш да си ја направиш фризурата, така? На заболекар да си ги средиш забите. Да речеме, вишокот или помалку килограми, нормално е дека треба да одиш кај нутриционист или некој како што се оди на психолог, на психијатар. Значи, ја бараш помошта онаму за одредена работа кај што има стручњак. Јас ќе кажам, иднината на медицината е во интегративната медицина, која ќе ги спои, а ги спојува веќе на Запад, која ги спојува класичната медицина и оваја природна медицина, така наречена за жал алтернативна медицина. А јас би рекла, основата на нашето здравје е природната медицина. Природната медицина опфаќа многу гранки, во кој нутриционизмот ја опфаќа една од главните гранки. Значи, тоа е интегративната медицина, еднината на нашето здравје. Дојдовме ли до степен кога нутриционистот ќе помогне да се дојде до идеалната тежина или до саканата тежина, да ни е потребна помош како таа тежина да ја задржиме? Затоа што многумина, нели, се сведоци дека тоа е потешкиот дел и не успеваат. Значи, јас вака ќе кажам, Дијана, јас имам една своја формула и веќе доста е позната, се вика ВОЗ. В.O.Z. Вода, овошје, зеленчук. На дневно ниво, секој од нас, ако правилно пие вода, правилно јаде свеж овошје, правилно јаде свеж зеленчук, ама на дневно ниво мора овие три фактори да се присутни. Значи, основата на нашето здравје и основата на нашата нормална телесна тежина се овие три фактори. Ја викам, секој ден во својот воз стасувам до собственото здравје, до собствената телесна тежина. Значи, не може ти да не ја вратиш килажата ако заборавиш да пиеш вода, а пиеш сокови и било што друго, јогурти, млека и така натаму. Не може ти да ја задржиш килажата, да не јадеш овошје, а наместо овошје нормално јадеш многу теста или многу благо, или и благо и теста. И килажата се враќа. Зошто? Затоа што заборавив да јадам овошје. Зашто не сакам да јадам овошје? Не те прашувам дали сакаш или не. По природа на нешта ние сме предодредени овие три фактори на дневно ниво да ги внесуваме. Не јадам свеж зеленчук, свежа салата со ручекот. Не знам што да јадам за време на ручек. Ако јас имам придружена свежа салата, сум обезбедила добар метаболизам на таа храна што сум ја внела термички обработена. Навреме ќе ја исчистам, навреме ќе земам таа што ми дава се во врска со градежен материјал и енергија, нема да ми остане депонија во дебелото црево. Значи, сите тие што ги забораваат овие три фактори, дека мора да се присутни на дневно ниво, тука настанува враќање на килажа. И еве пред самиот крај, нели времето толку ни дозволува. Еден ден, наречеме, како правилно еве да го искомбинираме за исхрана. Од утро до вечер. Својот ден ќе го кажам и со тоа се сум кажала, меѓу другото и во книгата стои тоа како е еден ден во исхрана и како е цела недела на здрав начин исхрана. Значи јас станувам наутро и пред да одам на работа, водата, мажот ми морам да го пофалам, тоа ми го прави, водата и сецкано овошје, едно превриено филџанче кафе стои. И јас почнувам вода и овошје да јадам, пијам С витамин овој период, пијам и омега 3 во овој период, кога не постам, а сега постам, пијам и јајца живи од препелица. И сега, одам на работа, веќе најадена со 2 јаболки задолжително, и на работа продолжувам до кај 2 сатот. Пијам вода, јадам овошје, пијам вода, јадам овошје, чат-пат некој јатка с плод и некој суво овошје, ама тоа навистина е многу поретко. Потоа ручам или може до вечер додам само со овошје, кога како, меѓутоа тука јадам и банани, и портокали, и јаболки, се што ќе ми дојде, или ручам свежа салата со нешто. Сега бидејќи постам, тоа нешто исклучиво е растителна храна, манџиче некое, без разлика што и да е, и сабота и недела рибата е разрешена во постот, значи риба. Јас престанав место да јадам од 14 август до реков 7 јануар, па ќе видиме сега на 7 јануар дали ќе јадам место или ќе продолжам без. И сирење не јадам месец дена пред да почне постот овој за Божик. Значи прилично долго време не јадам ни млечни
производи. Така да во вечерните часови се трудам максимално солта да ја изолирам. Тука е таа тиквата печена што ја спомнав, сладкиот компир испечен, пуканките испукани. Тоа е во вечерните часови и некоја топла супа. Госпоѓо Динева, јас ви благодарам И лепче да не заборавам, здраво лепче, со намаз сега за пустот, мешам таан и семф како намаз, си ги правам тоа ако ќе ги споиш таков путер убав се прави од тие две состојки и на тоа тонус лепчето ќе си намачкам, маслинче, некоја ќе крцнам, некоја кажи го краставица и тоа е тоа. Јас ви благодарам што вечерва бевте со нас. Се надам дека бевме интересни за нашите гледачи, а кога станува збор нели за здравието кое што доаѓа преку исхраната, секогаш е интересно и има потреба секој да слушне нешто повеќе. Се надевам дека и во иднина ќе имаме можност да ве гледаме во ова студио многу често, затоа што кога станува збор за здравието, пак е напоменам, храната веројатно е најдобриот лек. Дефинитивно се покажа ке многу мои членови и членки од секаква возраст, навистина со промена начинот на исхрана си го сменија сопствениот живот. До реуматоиден артрит кај жена на моја возраст да се среди со исхраната, со тоа многу сум кажала да бидам исхрана, затоа што самата си мислела осудена да се инвалидизира во животот. Не, значи не изуставли за здравието. Почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте и оваа вечер. Ако имате можност, ако дома ја имате книгата на господјата Цвета Динева, препрочитајте, прочитајте и пренесувајте, раскажувајте на сите оние кои што ќе ги сретнете. Благодарам за вниманието, останете и понатаму на регионалната К1 телевизија. За 7 дена од ова студио се гледаме со нов гост.